Ова е гледката која не пречекува секој пат кога слетуваме во Македонија. Изгледа романтично. Фасцинантно. Импресивно. Зад оваа чудесна мрежа од светлина и енергија стои една друга мрежа – стабилен и сигурен енергетски систем. Трансформацијата на електроенергетскиот систем во Република Македонија е тесно поврзана со влезот на ЕВН групацијата во Македонија. Изминативе 10 години, ЕВН Македонија континуирано инвестира во модернизација, развој и реконструкција на постојната и изградба на нова дистрибутивна мрежа на сите напонски нивоа во вредност од околу 300 милиони евра. Што би направиле вие со 300 милиони евра? Со 300 милиони евра, многу пари се тоа. Па не знам, сега има многу работи да се прави со 300 милиони евра. Како изгледа тие? Ке правам како хотел, Па условот на живот си го подобриме. како директор да бидам во хотелот. Би правило лепо. Покрај инвестициите во дистрибутивната мрежа, паралелно течеше и процесот на инвестиции во обновливите извори на енергија. Реализираните инвестиции во 11 мали хидроцентрали придонесоа за нивна модернизација и зголемување на нивниот капацитет. Просечното годишно производство на 11 мали хидроцентрали изнесува 140 гигават часови, што е еднакво на потрошувачката на околу 25.000 домаќинства. Тоа е приближно колку потрошувачката на електрична енергија на градот Охрид. На високонапонско ниво изградени се 5 нови високонапонски трафостаници и надземни водови, односно мрежа во должина од 50 километри. Ново изградената високонапонска подземна мрежа пак е во должина од 105 километри, додека новата среднонапонска изнесува 2800 километри. Со овие инвестиции се подобри квалитетот и сигурноста во снабдувањето. Дополнително во среднонапонската мрежа се изградени 1050 нови дистрибутивни трафостаници и среднонапонска надземна мрежа во должина од 950 километри, приближно колку од Скопје до Виена. Колку време ќе ви треба да поминете 950 километри? Ако појдам пеш, ич нема да ми треба, нема ни да појдам. Пеш? Зависи со кој автомобил и автобус се оди. Па зависи според брзината на тракторот. Новата изградена нисконапонска мрежа е во должина од 1700 километри, или приближно колку од Скопје до Берлин. Или Да ја свртиш еднаш кај цела Македонија, може. Па да одиме и да се вратиме до Германија, нели? Од тука, па јас мислам до најубавите терени за скијање во Лихтенштајн. 170.000 километри? Се е тоа во математиката. досега се сменети 850.000 стари броила со нови автоматизирани броила. За колку време ќе испечете 850.000 лебови? Наеднаш. Многу е. За колку време ќе ја одсвирите химната на Македонија 850.000 пати? Многу ќе ми треба. Колку време ти треба да извозиш 850.000 тури со велосипед? Цел живот. Не, јас сум премногу за. Со инвестициите во дистрибутивната мрежа на трите напонски нивоа се постигна висок степен на сигурност во снабдувањето и квалитетот на услугата. Овие инвестиции придонесоа за значително намалување на техничките загуби на електрична енергија, со што е подобрена енергетската ефикасност во системот. Континуираните инвестиции во развој на дистрибутивната мрежа на сите напонски нивоа даде соодветен одговор на потребите на бизнис секторот во насока на остварување на економски развој на Република Македонија. Покрај овие инвестиции, ЕВН Македонија инвестираше и во сегментот на услуги со формирање на корисничко-информативен центар, во кој корисниците можат да добијат информација и услуга 24/7 на македонски, албански и англиски јазик. Во изминативе 10 години,
вработените во центарот одговорија на повеќе од 4 милиони кориснички повици. Модерниот начин на производство на електрична енергија и водење на дистрибутивниот систем е овозможен преку главниот диспечерски центар на ЕВН Македонија, од каде автоматски се управуваат малите хидроцентрали и поголемите трафостаници. Овој систем овозможува брзо и ефикасно функционирање на дистрибутивната мрежа, што за крајните корисници значи подобра и поквалитетна услуга во секое време. Инвестициите овозможија стабилен енергетски систем, сигурно и навремено снабдување со електрична енергија, модернизација и одговор на потребите на корисниците и економијата, што представува клучна основа за економски развој на земјата. Во изминативе 10 години, заедно направивме многу, но предизвикот станува поголем за иднината што доаѓа. Сигурен и стабилен дистрибутивен систем и сигурност во снабдувањето со електрична енергија остануваат наш врвен приоритет. ЕВН Македонија. Светлата страна на животот.